озвучуваме оваа книга Гимназиум Тихомир Стојановски или Како ја размножувавме умноста, издадена во Скопје, Македонија 2003. Тогаш едицијата се викаше Лицеум, денес се вика Свети Дух. Текстовите се објавени во Лик, во Весникот Нова Македонија од 27.2.1999 до 21.3.2001 година и во списанието на Матицата на иселениците Македонија, а последните 3 текста се објавени во списанието Комплетна, бидејќи овие текстови ми се јавија доста гледачи, отвораат некои прашања кои се и денес актуелни пред 25 години, а состојбата со авторот и со театарот Скрби и утеха возобновениот е иста како и со првиот Скрби и утеха. Македонија ги заборава своите луѓе кои работат за неја, ги остава на маргините, а во преден план се некои што потпишуваат, предаваат, лажат, крадат. Ке кажат едно дека ќе го вратат името, а после цврц, средба со театарскиот апостол 199 страна, кога после долги години прв пат гостуваше театарот Скрби и утеха вториот кај македонците во Бугарија, во Пиринска Македонија. Средба со театарскиот апостол беше присутен кога кресна првата дума во селската сала. Светиот театарски здив мина низ актерите. Беше дојден на срешта. Еј, сцено македонска, каде далдиса 100 години. Се отвори представата со многу солзи и крв. Дамарите на актерите, солзите и воздишките на гледачите, како преповторување на македонскиот сценски почеток после древноста. Војдан стоеше на крајот на сцената како светиот театарски дух и солзеше. Скрби и утеха прв пат, втор пат, на пазувите на Пирин во село Мосомиште беше дојден возобновениот театар Скрби и утеха на чествување. Минаа 100 сценски македонски години. 13. мај 1901, кога се создаде првиот, и 13. мај 2001, кога теглеше 13 години возобновениот Скрби и утеха. Гледачите дојдоа да ги прегарнат актерите, да се гушнат со нив. Војдан се сети, надојде чувствено паметење кај театарскиот апостол, му се насолзија очите. Додека плаче Војдан по Ѓорѓев Чернодрински трае ракоплескањето. Потоа актерите несвлечени со реквизитите врака влегоа во автобусот на дромување до другото село. Ноки над Пирин, автобусот и театарскиот дух над него како бело видение. Овој пат на сцената во Љаски се отвори празненството. Помнам добро, тогаш во автобусот со нас беше дедо Иван Сингартиски, сега е веќе представен пред Господ, кој не гледаше и се чудеше како Господ, таткото небесен, Исус му испратил ваква тајфа актери. Луѓето беа дојдени да доживеат Аристотелово сценисување. Во Љаски се отвори празненството, второто. Децата кои се сликаат со Војдана и царот. Игравме 2 вечери по 2 представи. Одно се преслекуваме и завршува представата, се качуваме во автобус во другото село. Театарот децата кои се сликаат со војводата и царот, театарот кој ја минува границата на сцената и животот, сцената кога се претвора во храм, театарот во светилиште, актерите во светии, гледачите доживуваат ослободување и прочистување како во старомакедонскиот орфејско-аристотеловски обред. Театарот е мегарон, црква, светлина, деноносителски култ кон вистина и виделина, или како што вели Питер Брук, места за средба, за соединување со Бог. Се насмев на Војдан. Блесок, Војдан се насмев на блесок во очите, си спомна за неговите драмувања низ етничка Македонија, како беше родението на Скрби и утеха, низ каква скрб минуваше театарствувајќи. Кога заврши представата во Љаски, се обидов да минам низ македонскиот народ, сакав да стигнам и да го опитам: Војдане, Војдане. Гласот се изгуби низ мешаницата во радоста. Исчезна низ вратата во Пиринската ноќ. Чекај, чекај, брате мили, не оди.
Утре вечер се повтори истото, само местата беа со други имиња. Хаджи Димово, каде што работи аматерски театар, не дочекаа со леби сол во народните носи, деноноси по старо македонски јаде. Добре дојде за сценските луѓе. Кога носиш добро, кога даруваш добро, тога и денот е добро донесен, ден носи, деноноси. Се отвара сценската сила на актерите од жеттана за гледачите. Македонскиот театар нема стапнато 30 години во Пиринска Македонија. Немаше. Зошто Војдане Чернодрински? За какво? Зошто? За чему? Прашањето тргна од мајката сцена. Нели е неукос македонските театри да пекаат, да гостуваат по светот, а да не одат кај својот, да не смеат да одат кај својот, кај македонскиот народ? Няма македонци. Охи македонци. Кукуноне македонци. Нема тих македонаца. Исус создал македонци. Марш сатано. Ете таму во Пиринско или во Преспанско или во Егејско. Нели Војдане Чернодрински, нели македонецо мој? Додека драмувавме во Хаджи Димово, чинам дека беше дојден доволно блиско за да го допрам. Се вдзираше во нашите сценски души, не баре сакаше да ни ја измери вербата и силата. Се уште гори театарската жар во зениците. Пукни за таа твоја Македонија, крикнува самовилата, ја играше Зорица Панчич. Апостолот се врти, Страшко Милошевси, како Гоце Делчев, се раскрилува и рика да го чуе целата земјина топка. Царот ги отвара очите, Александар Македонски го играв јас и му ја подава раката. Тој се вџаши, се прекрсти и клекна пред самиот сценски раб од левата страна. Потоа се спружи и ја бакна сцената. Остана неговата сенка спружена како сценски печат за актерската театарска фаланга. Ракоплескање, актерите стојат простум. Чернодрински горда е, сцено моја, љубов моја недоиграна, радост и солзи. Катарзата на Аристотел Македонецот. Повторно тајфата на вториот скрби утеха со несвлечени одежди дромуваат на кај Копривљани. Светиот театарски дух ги следи како сценска сенка во невратка. Спомен дека актерската игра понатаму живее во срцето и душите на македонците во Пиринско. Зајди сонцето беше 4 пати, тоа е представата Зајди сонце, каде се среќаваа Гоце Делчев и Александар на сцената. Љубовта кон својот народ не ли е омраза кон другиот? 4 пати се опитуваше Гоце Делчев. Потоа Јана го откриваше Александра под хламидата, црвена како сценското срце на Војдан Попѓорѓиев Чернодрински. Овој пат му го сети вздивот. Мирисаше на ветва реплика од заборавената македонска театарска книга. Ме допре по главата како ненадеен ветер. Морници, дамари на македонската верба и клетва и царскиот монолог на мајката сцена. Македонци, еј македонци. Скрб и утеха. Прв пат, втор пат, за секогаш. Доприја светоста. Театарот во Македонија од секогаш беше храм и свето место, питагорејство и орфејство, и Исусови страданија. Пеани во македонските ора како култни песни кон претходниот македонски религиски систем, кон Аполона, баптите на Котито, Божица на плодноста, бапчорките од Егејско, зурли, тапани, дудуци и кавали, од драма до кавалите на кавала, од еврипидовите баханали напишани во Пела, кај македонскиот цар Архелај, од македонците во Пиринско, кои повторно ги посети еден скрбен, древен македонски театарски обред, осветување со представата Зајди сонце. Ми приде светиот театарски дух Чернодрински. Нели е недоветно да пекаш, да играш по белосветските театарски сцени, а да не појдеш кај своите во Пирин, Егеј, Преспа. Беше тоа прекор кон македонскиот театар. Му лекна на душата, узна за возобновениот скрби утеха. Гордееше. Дома во Републиката се сретнав со Илија Милчин. Рече дека ќе пројде време и за делата на скрби утеха
ќе пишуваат и ќе ги вреднуваат низ факторот време генерациите кои ќе дојдат по нас. Тоа ми го рекле и повеќе луѓе, но јас не ја барам својата слава. Има друг што ја бара и кој што ќе суди. Јас му припаѓам на Господ Исус Христос, сум молитвен војник на Исуса Христа. Пирин беше велик и снажен и снежен. На македонците во Пиринско ги грееше театарската душа на театарскиот апостол Чернодрински. 100 години светост и светлина. Се спружил преку својата земја како дух, сценски дух на љубовта, со рацете расширени од Преспанско до Пиринско и со нозете во Белото море. Еј, Македонио, еј, татко небесен, колку си не возљубил по неговите театарски плеки, друмува и драмува возобновениот скрби и утеха. Тоа беше тогаш кога игравме, тоа беа празници, луѓето се сликаа, плачеа, децата се сликаа со нас. А па и во скопските гимназии, училишта, кога ги игравме Гоце Делчев и Александар, та 97-98, кога почна таа представа. Инаку снимена представата 98 за македонската телевизија никогаш не е емитувана. Ја имаме на YouTube. Време за македонската гордост. Портпаролот го сведе прашањето. Зошто сите не нарекуваат Словени? 203 страна, ја озвучуваме оваа книга. Го плесна пред јавноста. Едно од нештата кои со години се рутеа. Македонството го рутеа, Словени. Не баре сме некои рчпали, недоделкани, па ни треба второ именување. Потоа добив абер од комитетот, стигна од Канада. Некаков председател на некаква поранешна Југословенска република изјавил: ние сме си Словени, но сме се нарекле македонци за да се разликуваме од србите и бугарите. Синко, сега си веќе во духовниот свет. Исус ги дава имињата и ги создава народите, не ти. Ех, глупчо, прости ми Исусе. Вториот од малкумината кој не владеел, ветувал дека ќе го врати сонцето од Кутлеш. Не баре тој е лично врховниот прво Бог и ќе му рече во духот на Рацина: слнце стои, слнце стои, слнце да запре. Слнце да запре, сонце да запре, целиот свет да загрне. Многу пишуваш, затоа нема да добиеш премиера, ми рече. Видете, тоа е состојбата, нема лажење. И ќе видиш кога ќе станеш професор, се разбира. Еден декан ми се закануваше дека ќе замине мојот професор кога бев асистент во пензија. Нема да бидам јас професор. А и професорот пред да заме рече: пази се ти овие. Многу пишуваш, дели, многу пишувам. Се сретнавме на аглето на италијанската амбасада и куќата на шефот на македонскиот Сорос, што би се рекло во режија на Таткото небесен на Господ, но тоа е приказна за една друга книга, Еринии по асистентот, која ќе морам во залог на македонските цензури да ја срочам и да им ја дарувам на македонците. Видите, и таа е веќе објавена, ја има. Таа едно време беше со скрпта. Мислам дека после таа книга не ми даваат веќе скоро 20 години од Министерството за култура не можам да добијам средства. Пазете, но јас, мојот татко е семокниот Бог. Тој создал се и секоја година по една-две книги излегуваат. Некои суштества се откажуваат. Таа едно време беше со скрпта. Пазете, бргу-бргу за да налепат од доларите на својата испразната душа: ех, Македонио, убавице, ќе видиш кога ќе станеш професор. Професор не се станува со кренување раце, еднаш им го кажав тоа. Тоа е внатрешна. Не барајте мнозина да бидете учители, поголемо осудување ќе добиете, вели Исус Христос. Зошто сите не нарекуваат Словени, се чуди портпаролот. Морам да им честитам за воскресувањето на фалангата. Македонската војска, доколку има царски водаче непобедлива, не ја можат да ја уништат, но не и да ја поразат. Види македонска книга на мртвите, Ватикан, тајна одаја 34 под шифра, од каде ти ги знаеш овие работи? Во земјата на Шекспир еден новинар напиша дека македонската фаланга повторно тргна во атака. Започна петата балканска македонска војна. Секогаш кога ќе напише некој друг му верувате, ако напишеше некој од нас новите прероденици ќе се подсмевавте. Ех, македонци мои, образовниот систем ви има стокмено, Словенковци, робски верници на американштината и мртвата европска култура.
глупци и партиски книжки кои си ги токмат своите джебови, токму, проклетници, предавници, македономрсци, фондации, медиокритети, граѓански здруженија за западноевропските пари, дресери на граѓанизмите и пизмите, дегенерици постбанарджи, продавачи на светото и клетото, на своите ситни души, здружени во сатански хор дека Македонија е мултиетничка, дека мораме да го смениме уставот, знамето, името да ја продадеме и последната педа од нашата земја за демонкратијата, па да ја дадеме својата душа и ум под кирија на било кого, само да не ни припаѓа нам, на македонскиот народ. Господ Исус Христос ги создал македонците, а тоа е всушност битка со поднебесните сили на злото на овој век и со сатаната лично. Ех, македонци мои, ако некој ви убедува дека не треба да бидете човек и луѓе, туку половина од тоа, дали треба да се сложиме како некаква неодредена маса на постоење, како ние да немаме корен, име, род, историја, културен идентитет, религија, гибел и светост. Треба ли да слеземе во нужникот и некој или оној кој самиот за себе умислил дека е одбран, син на проклетството и на сатаната, да не го фрла демократскиот измет врз глава? Можно ли е да постојат 3 Албании, а само половина Македонија? Зошто нашите македонци кај соседите немаат право на своите демократски права, или тие не важат за македонците? Треба ли се да распродадеме, образование и култура, па да не можеме да бидеме народ? Каде те водат, земјо моја македонска Исусова? Македонците, ако тргнат со фалангата, не можат да бидат победени. Не можат дури и да не уништат. Македонскиот дух ќе се пресоздаде во повратна клетва и ќе парчоса планетава. Видете, познато е во Откровение 20 сведоци ќе бидат убиени, ќе воскреснат. Тоа се Израел и Македонија. Но ако не сте ја читале Библијата, ако немате дух, не можете да го разберете ова. Македонија ќе ја парчоса од Алшар до Република Тексас. Види таен документ Ватикански сова 34, од каде ти ги знаеш овие работи. Духот свети, знае се. Шифра Нострадамус необјавениот, градители на цркви и уништувачи на театри, поранешни спонзори, сегашни цензори, граѓански опции, цивил, обновувачи на затвори со странски пари, проценти натопени со партиски печати, народ кој само на повеќе се групира во непобедива фаланга, лага, клетви, ураниумско зло, расплоден фашизам, распродавачи на светото и клетото, историски инвалиди. Според Иван Чома, словенковци, проклети робови на американштини, мртви европски културиди и земја, света и древна Македонија, вратена во собственост на Господ Исус Христос. Нострадамус, Персија ќе дојде во Македонија, се разбира, како непокајан грев. Некој треба да се покаја, бидејќи немате духовен водач, си живеете во претходен религиски систем, само се нарекувате христијани. А немате вера. Кога Исус ќе дојде, ќе најде ли вера на земјата? Ќе најде ли вера кај македонците? Проклети да сте македономрсци, се покајувам за ова што колнам на оружје за спас на татковината, кој пусат има нека понесе, кој самиот себе си да се донесе. Биде Нострадамус необјавен Ватикан 35, од каде ги знаеш овие работи, од Духот Свети, Синкот човечки, напред Македонијо, нека воскресне мртвата македонска војска за последната битка пред пропаста на светот. Светот ќе помине низ оганик, има ново небо и нова земја, тоа е пишано. Не никој повеќе не ќе може да стори ништо. Се ќе биде како што било запишано. Напред, македонци, мојот вујко, Иван Ванчо копа таму на 80-90 години. Му помага на синот да го направи кровот. Купува, продава, потоа дојде потопот и однесе се. Така ќе биде и со доаѓањето на Исус. И не плашете се, Македонија повторно нека биде света, длабоко внатре, македонската широка душа на нашите војни, било со силен или со умноста, не само со Исус Христос се станува свет, бидете светиот и јас сум свет, одиме кон сонцето, македонци мои, напред Македонијо, граби кон виделото твое кутлешово,
сега и овде во Македонија за навек. Амин. Татко, во името Исусово, отвори ни го патот како на Мојсей тогаш и таму низ Црвеното море преку оваа вода за македонците. Македонците повторно да ти служат, да бидат сад за свечена употреба, да бидат македонецот кој повикува кон Исус дојди во Македонија и помогни ни. Така е запишано во Светото Писмо. Зарем некакви мутанти мислат дека можат да го променат запишаното? Папокот на светот, пупка, родение и силата на Духот Свети и некои дадени работи овде, како например Алшар. Зошто не викаат Словени? Тоа е само синоним за македонците, македонци мои, или обид да се пребрише словото кое не се брише. Исусовото животодавно слово, ноќеска сонував еден сон, пред мене стоеше еден човек македонец. Ти сега тој бил човек од Македонија. Човек, македонец, 207 страна ја озучуваме оваа книга. Порака по повод денот на театарот 27 март 2002 година. Од уметничкиот директор на театарот Скрби утеха Скопје, Македонија. Не можам да празнувам со вас. Простете. Денеска би требало да славиме, да славословуваме, да живееме со светоста. Театарот во Дион, светиот град на македонците, до денеска минал патека од свето и древно место до современ градски театар кој во себе ја едначи забавата и просечноста, а ние го имаме и Кокинскиот железен театар од железно време. Театарот во антиката беше свето и древно место за средба со Отецот. Од него се развија две категории на духовноста, црквата и современиот градски и европски театар. Првата институција во себе се уште ја бара светоста, втората само понекогаш доаѓа до неа. Треба да имаш срце, со срцето да разбереш. Вие можеби ќе се изненадите кога ќе прочитате дека театарот и црквата имаат еден единствен корен. Во театарот се правеле свадби, се бирал царот во античка Македонија. А тоа е пораката која нашите претходници му ја упатувале на Бог, на Таткото Небесен и на светот околу себе. Порака, духовен запис, молебствие и светлина, например на Кокино. Светлосниот зрак поминува низ 2 нишани, 3 нишани, го осветлува еден седнат на 5 престоли. Тоа е, како да речеме, пророчки театар за доаѓањето на Исус. Избира свој гласноговорник, Син Божји, кој ќе ја пренесе Словото Божјо. Нели? На македонците и на сите други. Денеска, кога во мојата земја Македонија се води религиска војна 2001, црковна војна, сатанска војна, таа театарот го допира во сршта. Мојата земја на која демократските братски народи ја условуваат. Две точки, да го менува името, да го менува знамето, да го менува уставот, да менува, променува, да ја промени Библијата на Исус Христос, Светото Писмо, па тоа не е можно, тоа е сатанска стратегија, се некому нешто да му дава, да му отстапува. Мојата земја која ја крстосуваат чужди војски, ја надлетуваат туги авиони, пукаат во неа некакви борци за демократија и друга кратија. Мојата земја која ја условуваат светските банки, меѓународни институции, душегрижници, душевадници, грижејки се не баре за светскиот мир, за нивните сделки со кои го влечкаат светот според проклетите им пари натопени со крвта и гибелта на зломразието, тоа се поднебесните сили на злото кои го владеат овој век. Слава ти, Господе Исусе Христе. Мојата земја на театарот, на кој му припаѓам јас, театарот Скрби утеха, не му дозволуваат рамноправно да учествува во театарските збиднувања веќе 4 Божји години, ние дојдовме сега до 10. Му го укинуваат единственото работно место. Не му ја емитуваат снимената представа на државната телевизија 3 години. Никогаш не емитувана, за Едисонце. Потоа ми рекоа немала број, била ваму среќа во архивите, ја извадивме, има на YouTube. И други демократски придобивки, демонкратски. Мојата земја која ја убиваат на рати, мојот театар кој го убиваат на рати, сценската слобода и светоста која ја едначат со робската подчинетост кон власта. Денеска е денот на светскиот театар. Инаку македонскиот ден на театарот е 31. јули на Кокино. Што значи 27. март? Добро, значи Боксантика.
Кокинскиот е постар од Ксантика. Замислете, видете, на 31. јули. Денеска е денот, тоа е слично со 2. август како што е поместена земјата. Денеска е денот на светскиот првиот, вториот и третиот Илинден, Херонеја, Крушево, Свети Прокоп Пчински. Денеска е денот на светиот театар и би требало да славиме, да празнуваме во светот во кој се водат војни, во кој политиката ја владее науката, мирот и слободата како света и древна придобивка. Денеска е ден на светоста и древноста, театарски ден, но јас не можам да славам се додека на мојата земја и ги менувате имињата, знамињата, додека во неа некоја странска сила која го владее светот и натура религиска војна под сенката на етнички права и универзитети, а во нивните земји нема права за македонците, додека ја крстосуваат непознати војски, додека заради политиката на театорот во кој сцено словувам и јас, му врши цензура, 4 години не ни се даваат средства за премиера, 3 години не ни еметуваат снимената представа за Едисонце на државната телевизија, не ни дозволуваат да учествуваме на локалните фестивали, ни го укинуваат единственото работно место заради демократските придобивки. Затоа не можам да ви се приклучам во театарскиот ден. Знаете, натосано европејство, овој лажен свет, кој уништува одредени народи, наметнува други, за да може да обезбеди долгорочна војна и омраза. Заради слободата, светоста и древноста на мојата земја Македонија, која што е колевка, лулка на европскиот театар, поделена, разделена, надделена, заради светоста и светлината на Дион, светиот град на македонскиот цар Архелај, заради Кокинскиот обреден неолитски театар, каде има календар, поточен календар над звездите, од оној на Тимон од Атина, 1500 години пред него. Те сакам, Господи Исусе Христе, до современиот европски и светски театар. Денеска театарот е зафатен со сатански теми, ретко кој може да одигра духовна сила, да се соедини, да ја направи катарзата на Аристотел, да го повика Бог, например, како што вели Питер Брук, театарот е потрага по Бога. Не можам да го празнувам. Театарскиот ден почна да врне и небото плаче заради слободата како категорија на светоста и древноста. Не можам. Таму, некаде во светот, се уште се водат војни, се убиваат деца. Луѓето се сиромашни и гладни, умираат за слободата, за одредени војни се барат човекови права. Другите ги оставаат така да си умираат просто. Се разбира и во мојата земја Македонија се водат војни, физички, духовни, а вие духовна војна е кога сите македонисти ги тргаш, ги потиснуваш и ставаш грагеноиди, мултикултуроиди, го укинаа работното место на театарот Скрби и утеха, а отворија 10 нови театри на друг јазик, се издаваат книги на друг јазик. Литература, а јас 20 години не добивам книга од моето, по наводници, министерство за 3.К, да кажам, култура. Прости им, татко, не знаат што прават. А вие постапете според совеста и доблеста, но не заборавајте ја светоста на Дион, Кокинскиот железен неолитски македонски театар, во кој се родени Дионисувите, Дионисусовите чествувања, пророчка уметност и европскиот театар, и мојата демократизирана земја Македонија, Исус Христова Македонија, со почит Тихомир Стојановски, театар Скрби и утеха Скопје, Македонија, 27. цутар 2001 на Македонскиот полуостров. Мир вам до Царството Божјо. Амин. И лесна и плодна сцена.